Здраво, пријатели! Во духот на оно што ви го ветив во претходното видео, а тоа е дека се трудам да направам што е можно повеќе и поавтентични видеа на македонски јазик, така и во ова видео најдов автентичен соговорник, а тоа е Димче Ацков, човек кој што пред неколку години го има напуштено урбаниот живот и се има посветено на живење во природа и живење на старински начин, на начин на кој што живееле нашите предци пред илјадници години, како што вели тој самиот. Пред да ве препуштам на ова интересно интервју со Димче Ацков, ве подсетувам дека единствената поддршка за работата на овој канал што можете да ја направите е со кликањето на копчето претплата или subscribe. Можете да оставите лайк или дислайк во зависност од тоа како го цените интервјуто. Можете да коментирате, така ќе создадеме интеракција помеѓу вас и мене како автор. Сега уживајте во интервјуто со Димче Ацков. Здраво на сите, вечерва го имам Димче Ацков како мој соговорник во ова интервју и бидејќи колку и да зборувам јас, тоа ќе биде само штуро објаснување. Значи, како во ова интервју, јас ќе дозволам Димче сам да се представи, па потоа ќе навлеземе во поединостите за тоа зошто е тој во овој интервју. Димче, те молам збор 2 за тебе. Ти благодарам на можноста, па како што кажа, моето име е Димче, да. Јас сум човек кој што се одлучил да живее надвор од тие градски средини и кој што се одлучил да живее по начинот на кој што живееле нашите предци. И би се опишал како еден македонски селанец. Обичен човек, селанец. Така би се опишал наједноставно, најкратко. Така. Нашите предци во кој период нашите предци? Значи, дали пред 100 години, дали пред 1000 години, или можеби во периодот на неолитот? Па право да ти кажам, тоа е голема мистерија за нашите предци. Значи, за нашите предци се знае точно се до некаде до 18 век. Пред тоа работите се многу измешани, меѓутоа ја верувам дека имал некој континуитет од секогаш на овие простори, кај што ние сме живееле на овој начин долг период. Ние имаме стар календар по кој што сме сега 7523 година. И верувам во тој континуитет на живење, значи од секогаш, без тие перипети, Рим, Византи, освојувања, во континуитет мислам дека живееле на овие простори луѓето долго време исто. На ист начин се до 19 век, после се случува промена со таа индустријска револуција и сега гледаме светот кај дојден. До четвртата индустријска револуција, која што верувам со она што во актуелниот миг се случува, многу луѓе, вклучително и мене самиот, не има, ако не друго, не има заскокоткано со идејата да живееме на ист или сличен начин како што живееш ти. Значи, морам да бидам искрен дека се восхитувам на начинот на кој што живееш ти, па ќе ни објасниш малце кога почнува целата оваа идеја. Претпоставувам дека не живееш од раѓање на начинот на кој што живееш сега. Кога почнува оваа идеја, каде се раѓа и како почнуваш да ја остваруваш? Па јас долго живеев со оваа идеја, сум роден во градот во Верес, и долго живеам со таа идеја затоа што од мал сеќавам дека нешто фали, дека сме контролирани, дека ме зимаат од бебе, не зимаат, не ставаат у градинку, у школа, никој не те прашува ништо, дали сакаш да шеташ, дали сакаш да одиш во природа, те ставаат некаде и мене тоа се ми беше погрешно. Уште од најмала возраст почнав да осеќам некоја бунтовност према тоа. Ми викаат седи, ја не ќев да седам никогаш. Уште кога однесо, уште од прво дење не ќев да седам, имам дури проблем со учителка, сакав да испадам надвор. Гледав низ прозорот, викам зошто да седам, сакам надвор, нели? Кога сакаш нешто, треба ти дозволено да го правиш, ако сме слободни луѓе, ако ме разбираш. И уште од тогаш осетив дека јас не можам да правам што сакам, дека друг одлучува за мене. И ја чекав момент кога ќе имам можност да почнам јас сам да одлучувам за мене, да соберам дали искуство животно, дали години како што викаат сите и таа идеја се роди уште од мал, почнав да реализирам пред 10 години. Пред 10 години се почнав да одам во природа и се вратив на дедовината моја пред околу 5 години, 5-6 години, кај што се случи комплетна трансформација. Кога дојдов на мојата дедовина, јас осетив длабоко поврзано со земјата тука, голема енергија, можев многу да работам, да не се изморувам, да се осеќам убаво
и јас одлучив да останам на мојата дедовина. И таа трансформација се случи од најмали години сонував за тоа, ама се случи пред 10 години. Колку е далеко од Велес местото каде што си сместен? А сега кај што сум сместен на дедовината ми е околу 8 километри. Од Велес не сум далеко од градот, не сум во планина, не сум на некое место изолирано, туку сум баш близко до градот, така речено. Околу 8 километри. Ти живееш на еден специфичен начин кој што го имам разгледувано по твојот профил, во смисол на тоа да не го напушташ комплетно начинот на живот кој што си го имал претходно, значи не е она комплетно раскинување со цивилизацијата, а сепак си доволно близо до цивилизација, а сепак си и на едно убаво растојање каде што можеш да ја осетиш природата, како што велиш. Ја мислам дека тоа е токму клучот да успеат луѓето да избегаат, да отидат во природниот свет, мислам дека е тоа клучот, да држат некој баланс, а не додат екстремно во некоја планина кај што се тешки условите, затоа што ние не сме како нашите предци, ние сме со слаби органи, ние сме сепак нежни, за да можеме директно да одиме во планина и најубаво е постепено да се направи таа промена, да се отиде некаде близко до град, кај што ќе има се уште контакт ако треба со градот. И така, јас за тоа се одлучив. Близко сум до градот и немав можност. Јас немав можност, ова ми беше дедовина. Така. И си дојдов на дедовината едноставно. Тука беше, ако беше во планина, јас и тој чекор ќе го направам, да. Таму ќе се преселам. Така, храна произведуваш сам, така? Колку што можам произведувам храна, иако нешто што ми фали си купувам, тоа морам да кажам. Оти сите вадат од контекст дека ќе кажам храна и мислат, сепак има некои работи треба да ги купиш. А сол не можеш да произведеш, предпоставувам. Да. Невозможно. Скоро се да произведам, ама некојаш ти имаш потреби од маркет, нешто стрвалски те фати било што, одам у маркет, да. Или ме мрзи леп да се испечам, ќе си купам некојаш, сум изморен и така. Ама генерално 70% од храната произведувам сам, да. Кажи ми, Сонцегор, еколошкото село што го имаш таму, го имаш наречено Сонцегор, нешто за еколошкото село и после за етимологијата на името? Еколошкото село ми е сон кој што го развивам, да живееме луѓе кои што сакаме да живееме во природниот свет, кои што сакаме живееме по некои одредени правила, кои што не загадуваат, кои што не штетат на околината, и да живееме на тој начин во заедница, ама не сите на едно место, туку да живееме како во село што се живеело порано, на некоја одредена далечина. Сите да имаме куќи и да си помагаме меѓу себе. Тоа ми е сон и тоа пробам да го развијам како еколошко село, меѓутоа сега за се не ми успева. 5-6 години сум тука патука на некој начин, анимирам многу луѓе, привлекувам многу внимание. Меѓутоа луѓето се научени да дојдат да видат нешто и да се осеќаат како да се дел од тоа. А не ќе да бидат реално дел од тоа, ако ме разбираш. Нив им е доста само да дојдат на ден-два и мислат дека доволно им е тоа. Туристички. Таа промена во свеста, уште не можам да ја направам, да има луѓе да живееме, тоа ми е целта, живееме на овој простор повеќе луѓе. Со таа мисла. Така. Ме подсетува, значи, си во овој амбиент околу твојата куќа, гледани од надвор екстерно кога ги гледа фотографиите, ме подсетува на Хобитон од Господар на прстените, ако имаш представа. Да. Куќите кај што живеат хобитите. Да, затоа што има зелен кров на куќата, иначе овој модел на куќа е стар 6000 години и е најден баш во Македонија, го има музеј на вој облик на куќа, го има во музеј, мислам дека е во Кумановски музеј, не ме фаќај за збор. Има ваква куќа во Македонија, порано живееле во вакви куќи. Значи куполи. Затоа што куполата е геометриски добар облик за живење. Така. Кажи ми, над срцето, дали има некој знак поврзан со словенска митологија? Сега, овде не може да се види на камерата, но предпоставам дека го имам, мислам дека го видов на некои слики, знак на одреден словенски бог. Ова што е над мене е знакот на богот Сварог, тоа е звездата на Сварог се нарекува. Тоа е бил нашиот главен бог во родната вера и тој се рачуна како владика на нашата вселена. И тој од нашата родна вера е главен бог и овој знак коловрат
или некој го нарекуваат и коловрат или звездата на Сварог, бил главен символ јадници години во нашата родна вера, да. Добро, тоа на некој начин се поврзува и со германското Шварце Соне, нели, со црно сонце, кој што од друга страна е символ на големата црна дупка која што се претпоставува дека е во Млечниот пат. Тука зборуваме за некое старо и древно знаење кое што горе долу и многу е заборавено. Мислам дека по книги тешко да го најдеме, многу повеќе ќе го најдеме по карпите и по некои неоткриени места низ нашата земја. Епа, овој знак бил знак на нашата светла цивилизација која што бил долго време на овие простори. Порано светот се делел на светла и на темна цивилизација, или луѓе вештачка цивилизација и природна цивилизација, или луѓе кои што сакаат само природни работи и луѓе кои што сакаат вештачки работи. Тоа може и денеска да се види. Има луѓе кои што сакаат само природни работи, како природа, животни, риби, вода, било што. Има луѓе кои што сакаат само вештачки работи, телефони, коли. И тоа било од секогаш така во овој свет. И овој знак бил знак токму на таа светла цивилизација или природна цивилизација. Твојот начин на живот наликува на начинот на животот што го имаат православните монаси. Во кој дел мислиш дека живееш поразлично или подобро или полошо од нив? Епа, за среќа сум немал многу контакт со православни монаси, за да знам како живеат, од тоа што сум го гледал и што сум го слушал од луѓе. Ретко наоѓам луѓе што живеат на тој начин. Например, јас живеам без јадење на месо, без употреба на алкохол, без употреба на лоши зборови. Земјата ја почитувам како да е света, не ја копам и сите тие работи. И мислам дека на некој начин они се малце, како што гледам, не пазат на тие работи. Нив им е повеќе важно во која насока оди црквата. И не се ја следат. Например, манастирите колат животни за мене, што е нешто монструозно. Ти на такво место да убиеш живот и после да го кажеш дека е свето. Например, некои за тие работи ги правам поразлично од многу места. Не мислам овако критика спрема нив, и неќам да се занимавам што правам погрешно другите луѓе. Гледам ја мојата насока да биде добра. Ама таа разлика ја воочувам од нив. Колку што знам ја, иначе не сум шетал многу по манастирите. Така. Не се осеќам убаво манастир, некако ми е напнато. И кога ќе видам некои манастири такви цели наредени, многу пари се вложиле, а народот се мачи, и они на некој начин изгубија осет од народот, се одделија. Они не знаат како живее народот, затоа што не живеат како нив и не знаат како му е. Па добро, знаеш како јас имам комуницирано со многу луѓе кои што веројатно повеќе сакаат да веруваат во убавата замисла за тоа што е религијата генерално, отколку самата религија. Велам, ако сакате малку повеќе да знаете, земете читајте ги книгите кои што се поврзани со таа религија, за почеток Библијата, и видите кои се обичаите, и ќе видите дека има многу спротивно од, да речеме, основен денешен морал, што и не е така висок морал, има многу спротивставени работи со тоа, камоли со некој виш морал, природен морал, за каков што зборуваш ти, каде што треба да се почитува се што е природно, вклучително и растени и животни и така натаму. Да, треба да се почитува и, например, мојот Бог не ме нарекува роб, никогаш не нарекувал, нашите богови не нарекувале робови, не нарекувале ништо. Ништо лошо, туку они биле нисто рамниште со нас. Како и Христос што бил нисто рамниште со нас. Така. Кажи ми, каква промена кај тебе лично донесе овој начин на живот? Почнав да приметувам многу работи што не ги приметував пред тоа. Например, елементи, природа, зголемени енергетски тела, чувствуваш повеќе работи, посмирен си, немам осетено голема нервоза долги години. Пример, доека бев у град, се те нервира, кола ти дошла, луѓе, не знам, се те нервира. А сега тие работи не ги осеќам, некако ми изгледаат далечни и ми изгледаат како дел од некој друг свет. Така, кажи ми еден проблем кој што го гледав во одредени видеа, што ти го нагласуваш, загадувањето, кое што, еве, и потокот кој што поминува таму близу кај тебе, имаш спомнато дека е загадена водата. Како ова
модерно живење да го надмине загадувањето, бидејќи сега тоа е многу модерно се зборува многу, значи за загадувањето, за нели климатски промени и се останато. Што всушност мислиш дека човечката цивилизација, она модерната, урбаната прави погрешно и дали е многу тешко да се вратиме на автентичното природно живење? Па највеќе што прави погрешно е тоа што јаде месо. И месото е најголем уништувач на оваа планета, ја јаде планетата. Како ние го јадеме месото, тој начин на живот ја јаде планетата и тоа си иде некој заедно. А луѓето треба да го остават месото, треба помалку да возиме коли и тие работи. Не треба толку да користиме пластика. Тие основните работи сите што ги знаат, сите веќе знаат што треба да направиме. Мислам дека и децата веќе на школа учат што треба да направиме. Само треба луѓето да се откажат од тој комфор малку, да застанат, да видат на кај одиме и да направат некоја реална промена. А веќе сите знаеме што треба да се смени, веќе излишно да зборуваме дека за вие работи, дека не треба да ги правиме, сите ги знаеме веќе. Толку често се зборувани, толку често се кажувани, веќе од секој, дури од мене, што веќе не гледам смисла веќе да ги кажувам. Треба луѓето само едноставно да сменат начин на живот. Ништо повеќе. А живењето во град дали овозможува да го смениме тој начин на живот? Па право да ти кажам, не знам дали овозможува, поради тоа што има многу предизвици, сите ги гледаш дека прават нешто и мислам дека не дозволува до толку. И не знам, право ти кажам, не знам. Мислам дека не дозволува. Ама ако сака некој ќе најде начин. И во град да живее еколошки, ќе најде начин. Во контекст на јадењето на месо што спомна, со оглед на тоа дека ние луѓето и сам го спомна тоа дека имаме кревки тела и не сме способни да речеме некако одстапуваме од природниот хабитат, некако не сме вклопени, значи немаме типични забили, типични канџи за ловење, не знам што. Некад имам слушното дека ако имаме тревопасни животни и имаме месојадни животни, дека ние луѓето сме плодојадни животни, дека јадеме она што е плод од растенијата, не лисијата, не корењето, туку токму плодовите, дека нашиот организам е токму направен да се храни со плодови. Па да, сега не знам како би одело тоа од медицинска гледна точка за нашата анатомија, меѓутоа ја тоа што гледам нашите раци, се токму за тоа направени, да земеш плод да го скинеш. Немаме што викаш канџи да расториме месо, имаме раце за плод, да. Најверојатно е така. Се согласувам со тоа. Така, во еден од твоите постови на Facebook ја спомнуваш една пирамида која што има специфични карактеристики, специфична висина. Каде се наоѓа таа пирамида, што е специфична и како ја имаш откриена ти? Таа пирамида е енергетско место на кое што одам јас често се наполнам со енергија, затоа што нас на луѓето ни треба полнење исто со енергија. Како и секој друг уред, така и нас не треба полнење. Ние порано сме одели на тие енергетски места, сега тие енергетски места ни се запуштени, заборавени и не одиме. А јас на таа пирамида одам често токму од таа причина, се наполнам со енергија, затоа што таму има изобилие на енергија. Пирамидите се направени токму за таа цел, за да го зголемат протокот на енергија, за да можат луѓето околу нив да одгледуваат растенија, кои што брзо ќе растат и кои што ќе можат сами да се полнат со енергија. А таа пирамида кај што посетувам јас се наоѓа помеѓу Свети Никола и Куманово, кај селото Гавреш. И специфично за таа пирамида е што е висока 666 метра. Се наоѓа на права линија од геоглифот Канда во Свети Николе, Алшар рудникот и Ртањ планината, пирамидалната планина во Србија. Сите се на една линија енергетска и е многу добро место за посета. И мислам дека ние во минатото сме живееле околу такви објекти повеќе, а сега не. А јас одам и осеќам таа промена во енергијата таму. И секој што има проблем со енергија, недостаток на енергија, може да отиде да посети таа пирамида, да се наполни со енергија. 666 метри од подножјето, не од нивото на морето, така? Од нивото на морето изгледа, не знам, затоа што толку ја кажува на Google, на тие апови, не знам точно како мери тоа. Не сум сигурен, тоа го приметив како интересен податок. Кажи ми, што литература имаш во библиотеката позади тебе?
Позади мене, па имам секаква литература, право ти кажам. Највете имам македонски народни приказни за животни, имам македонска Библија, имам некои книги што се повеќе поврзани со нашето минато. Многу го истражувам нашето минато, нашето ветско минато, затоа што ние имаме ветско минато кое што е заборавено. И ја пробувам да најдам информации од книгите што е запишено за тоа наше ветско минато. И најчесто имам такви книги поврзани со минатото, со историјата. Така, кажи ми, енергетски објектот како го обскрбуваш, значи со електрична енергија конкретно, значи нешто што е баш ова земно световно, значи еве како успеваме сега да се видиме? Имаш нешто соларни панели? Па имам соларен панел, имам еден мал комплет, кој што ми ги задоволува основните потреби, имам, да. Соларен панел. Прв пат годинава го ставам, пред тоа бев 3-4 години без никаква струја. И сега видов дека имав можност и си ставих соларни панели и сум сега и енергетски ефикасен. И сум енергетски независен. Така, тоа позади тебе претпоставуваме камин во кој што гори оган во зима или? Па ово е камин кој што уште не ми е запален, не ми е уште е топло, затоа што овие куќи кои што ги правам во која што живеам моментално се енергетски ефикасни куќи, многу се топли. И уште нема потреба за грејење. Толку. Ајде малку за начинот на кој што ги имаш изградено куќата, значи први материјали, како тие материјали влијаат на таа енергетска ефикасност и колку време, дали го правиш тоа сам, дали ти помагаше некој? По оваа куќа во која што сум моментално ја правев сам и ја правев со Earthback методата. Тоа е метода измислена од еден ирански архитект кој што комбинира вреки кои што се полнат со земја и се редат во форма, некоја, во која сакаш. Тоа е релативно и нова и стара метода, најголем дел од материјалот е земја. Вреките се полнат со земја и они правиме како цигли големи од вреките и ги редиме. И оваа куќа ја правев сам и е направена најголем дел од рециклирани материјали и се уште ја правам, уште не ми е завршена. Меѓутоа најчесто највеќе има во неа земја. Да. Друго не ми текнува што има освен вреките и земја, да. И токму земјата создава маса на куќата да биде енергетски ефикасна. На арматура користиш нешто дрво за арматура или такви работи или се гради буквално статички земја во слоеви? Се гради по слоеви, нема потреба од арматура, се гради по слоеви. И оно постепено се намалува и горе става само една вреќа и куќата се затвора. Има форма на јајце. Формата е на јајце. Јајцето кога ќе земеш од страните е меко, а ако пробаш на ќошевите да го фатиш, ти не можеш да го скршиш, многу е јако. И токму во е таква форма. Тежината да оди надоле и да си стои јака. Многу и како реагира куќава на атмосферските прилики? Сега треба да се заштити, треба да се покрие од озгоре, дали со вар, дали со некои вештачки материјали, треба да се покрие. Поата е покриена со вар и делува супер, мислам, одолева на сите до сега временски погоди. Добро, варта е така, варта е доста цврст материјал и доста се користи од своевремено за градење, значи некаде со цврстина можеби на повеќе цврст од цементот е. Ако е словото. Варот е многу добар материјал, оно исто е природен, не загадува. Варот е супер материјал за користење. Диши, земјата и варот дишат, они вдишуваат и издишуваат цело време, а циментото само впива во себе влага. Така, и после тоа на кровот имаш и нешто животински свет. Кажи ми како тоа се вклопува во нешто што се нарекува жијалиште куќе? Да, ја правам зелен кров на мојата куќа, за да можат, например, читав за пчелите дека се многу загрозени и решив да им направам нив поголем простор, да не ми стои празен кровот. Ја не гледам во тоа зошто да ни стоат празни крововите, ети во градот, тараси имаме големи на зградите, така стоат. Таму сите може да се направат да бидат зелени кровови и да овозможиме на инсектите да јадат, да престојуваат на безбедно место, посебно на пчелите. Овој кров го направив исклучиво за пчели, ми насаден со растенија, со цвеќиња многу и доаѓаат пчели да си јадат.
Тоа е Така. нешто посебно, да. Така, кажи ми како ја гледаш иднината на светов? Значи, гледаме дека околу нас во урбаниот свет се случуваат редица несреќи. Имаме, значи, болести, имаме пандемија сега, се зборува за некакви глобални затоплувања. Јас конкретно за Македонија го имам кажано ова, значи изобилуваме со трите главни елементи, а тоа се вода, земја и сонце. А кога имаме многу сонце ни се случуваат пожари, кога имаме многу вода ни се случуваат поплави, а земјата обично ни стои необработена. Како, кои се твоите идеи, твоите мисли што би сакал да ги пренесеш на луѓето што не гледаат? Па не знам, тоа е многу тешко прашање да одлучиме цел свет на кај оди, затоа што кај луѓето постои малце его трип, они мислат дека ние владееме со светот, дека ние можеме нешто да смениме многу. Ја не верувам во тоа дека ние луѓето на пример владееме со светот и можеме да одлучуваме за цел свет, затоа што на пример кој владее со травата што расте или со тие работи, со мравките, со сите сами по себе си тие работи. Ние луѓето сме одговорни за еден дел само и тој дел го уништуваме многу. Многу го уништуваме и мислам дека ако продолжиме во оваа насока во која што одиме, едноставно мора некој да не запре или насила, како што прават сега владачката елита, или како да наречем паразитите, или ние сами треба сите да се свестиме. А ние сами не се свестуваме и мислам дека светот во блиски дни ќе биде присилно запрен, да не прави ништо и таа промена ќе се случи и со учество на луѓето и без учество на луѓето, без да одлучуваме ние. Така мислам дека ќе оди иднината на светот. Ќе бидеме присилно запрени, и на некој начин секој сам за себе ќе се снаоѓа. Без нема да можат луѓето да продолжат да живеат во тој комфорт во кој што се научени, ќе бидат зависни од тој субјект што ги владее, што веќе го гледаме дека испаѓа од сенка, каков ќе биде ќе го видиме наскоро. И мислам дека ќе зависиме од него и во таа насока оди светот, да бидеме запрени во тоа што го правиме и да се почне одново. Ова што го зборуваш ме потсетува на една лоша болест каква што е ракот. И ние луѓето, значи нашата цивилизација се однесуваме како еден рак, нешто што ме потсетува на филмот, еден стар филм Планета на мајмуните, каде што астронаутите заминуваат во иднината, се враќаат повторно на земјата и ја затекнуваат уништена. Со тоа што филозофијата на ракот како болест која е многу непаметна болест, неинтелигентна болест, зошто? Затоа што паразит кој што на крајот го убива домаќинот кој што го храни. Така ние се однесуваме кон планетата. Да, ама ние сме на некој начин, како да сме водени во таа насока. Значи, ние сме живееле долго време по закони на свеста. И нас кои ни ги тргнале тие закони на свеста, ни ставиле пишани закони, кои што сега слепо ги следиме. И тие пишани закони нас, малце по малку не донесува во некоја насока. А, например, ако се раководевме по законот на свеста како нашите предци, ние одамна ќе се запревме самите себе си. Немаше да дојдеме до ова. Дали ова е поврзано со оно што претходно ми го кажа дека постојало две цивилизации, потсетиме како беше цивилизација на светлината и цивилизација на темнината? Дали е тоа поврзано? Да, вештачка цивилизација и природна цивилизација. Значи луѓе што сакаат вештачки работи, луѓе што сакаат природни работи. Дали ден денеска сме сведоци на таа борба? Дали уште постои таа борба? Па уште постои, те гледаш, има некои луѓе што сакаат исклучиво вештачки работи, буткаат во таа насока, луѓе што сакаат природни работи. Па постои таа борба. Значи таа борба вештачко, природно, добро, лошо постои од секогаш. Само ние луѓето влеговме во многу мал свет наш и не можеме да приметиме нашто таа борба и некогаш свесно не знаеме каде ја даваме енергијата. Значи секоја наша мисла, секоја стопка енергија. И ние некогаш несвесно ја даваме таа енергија, можеби и кај што не треба. А иначе таа борба си постои, таа е вечна борба и ќе постои ќе постои, би требало да постои вечно, не знам. Па да, претпоставувам дека ќе постои секој затоа што нели се во природата е некако рамнотежа на парови. Ден-ноќ, светло-темно, топло-ладно, машко-женско, нели се некако е урамнотежена спротивставеност. Кажи ми, дали
овие древни богови кои што ги спомна по име, се само парадигми, само символи или мислиш дека реално постоеле некогаш? Ево прашање за крај, затоа што е прашање кој што мене многу ме интригира. Еве овие имам книгата Словенска митологија, инспирирано од тебе, малце ќе ја пролистам. Дали овие богови, еве конкретно Сварог или Перун или Веле, сега од каде што си ти, Веле се име на древен словенски бог, дали овие богови биле реални фигури или се само парадигми и символи за нешто поабстрактно? Па видим, нашите богови, ние што ги викаме, тоа биле луѓе кои што доживеале висок степен на еволуција и стасале до ниво на бог. Нашите предци верувале во три света: јав, нав и прав. Овој свет кај што живееме е јав, наредниот свет е нав, и во третиот свет, кога стасуваш прав, ти веќе стасуваш до ниво на бог. И тие богови биле реални, тие живееле со нас, тие биле луѓе кои што се развиле до тој степен, што развиле повеќе сетила, што си го продолжиле животниот век, што имале безброј можности, неограничени можности имале скоро на действување, тие биле тука со нас. Тие биле луѓе кои што се развиле до висок степен на еволуција, еволуирале многу високо. И да, тие биле со нас, тие шетале со нас, некои дури кажуваат дека ние сме потекнуваме од нив, дека они се нашите предци, и така не е Бог како Бог во денесна смисла на зборот. Ние сме имале креатор кој што бил креатор на се, и сме имале луѓе кои што се развиле доволно многу да ги наречеме богови. И секој човек се стремел да оди на тој пат за да стаса до ниво на Бог или да стаса до тој прав свет на постоење. Така, тоа е ветското толкување на поимот аватар од прилика. Значи, луѓе преку кои што се манифестирава на универзално божествено. Па на некој начин, да, со други зборови, секој човек може да стане Бог, ако се посвети на духовен раст и ако ги помине тие три света на растење, може да стане Бог. Секој така, Димче, кажи ми ја твојата универзална порака за луѓето што не гледаат сега, за крај. Па не знам, немам нека универзална порака, освен да забават малку, да застанат, да погледнат наоколу што се случува и да се поврзат со природата малку и да одат на дедовината. Секој кој што има дедовина, се врати на својата дедовина, да осети таа енергија. Тоа би им порачал. Така, Димче, ти благодарам за овој интервју, ти посакувам успех во оно што го работиш и посакувам што повеќе луѓе да го одберат начинот на живот што го живееш ти, а јас кога ќе бидам во Македонија ти ветувам дека ќе дојдем лично да те посетам и наредното интервју ќе го направиме еден до друг таму кај тебе. Да, ти благодарам и те очекувам, да, ќе видиш, ќе осетиш енергијата, многу е подобро кога ќе осетиш енергијата на овие куки на земјата која што е негувана како света, да видиш како има подруга енергија. Тоа треба да се осети, да, и добре дојден си секако. Секој добронамерник е добре дојден кај мене. Ти благодарам многу. Секој е добро. Секој е добро.